Следното добро утро е за господата Василка Димитровска. Археолог, основач на ХАЕМУС, Центарот за научни истражувања и промоција на културата, но утро мој соговорник во својство на лиценциран туристички водич. Добро ни дојдовте во Сакам Македонија. Добро утро. Јас ја сакам Македонија, инаку не би била волку рано во вашата телевизија. Да, многу благодарам. Ви благодарам што станавте рано, токму за Сакам Македонија. Кога зборуваме за туристички водичи, за туристички тури, секогаш се прашуваме како всушност се случува тоа да најдете водич кој што навистина може добро да ве прошета и да ви каже се што треба да знаете за местото во кое што сте. На сајтот на ХАЕМУС накратко се опишани оние пешачки тури што ги нудите низ Скопје и Охрид, во најава се и Битола и Прилеп. И што е каков е интересот на странските туристи токму за една ваква прошетка? Бараат ли исклучиво македонски лиценциран водич кој што ќе ги прошета? Прво да објаснам дека турите кои што се ставени на сајтот на ХАЕМУС се од промотивен карактер. Иначе, ние сме Центар за научно истражување и промоција на културата. Како ентитет сами не би смееле да правиме тури, туку тоа го правиме во соработка со туристичките агенции во Република Македонија. Дека има интерес, јас тоа знам по себе, бидејќи секоја година се повеќе ми се зголемува обемот на работата, па од прилика сум направила некој пресек дека на годишно ниво ми праѓаат меѓу 5 и 7 илјади туристи. Може би тоа делува како голема бројка, но имате во предвид дека една туристичка група е меѓу 40 до 50 луѓе. Во секој случај, за да се дојде до еден туристички лиценциран водич, може на повеќе начини. Важна е интернет промоцијата, но најчесто оние кои што сакаат да ги најмат се обраќаат или до туристичките агенции или до Сдруженијето на водичи на Република Македонија и едноставно бараат водич за нека одредена намена. Некогаш е тоа пешачка тура низ Скопје, низ Охрид, некогаш тоа е манастирски туризам, вински туризам. Може да се случи да бараат водичи за планина, има и такви обучени луѓе. Чи се зависи од концепцијата на турат или туроператорот и барањето на туристите кои што доаѓаат во Македонија. Интересот е голем и многу е различен. Јас сум сретнала се и се што во овие последни 15 години, како се бавам паралелно и со археологија и со туризам. Меѓутоа, и повеќе пати сум изјавувала во медиумите дека најчесто туристите доаѓаат заради нашето богато византиско наследство, византиските цркви и манастири, кои што ги имаме во изобилство и кои што треба почесто да ги промовираме. Потоа тука е отоманското наследство, една огромна групација или еден огромен процент, би рекла, од туристите кои доаѓаат во Република Македонија на годишно ниво се од Република Турција, бидејќи Македонија е една од ретките земји на Балканот која покрај Турција има огромно наследство од тој отомански период, сконцентрирано во неколку градови, во Скопје, во Битола, делумно има во Охрид за оние кои не знаат, и во Штип. Секако и Тетово, не треба да се изостави. Да речеме, имате една корејска, јапонска, таков тип на натура, луѓе кои што реално немаат никакви познавања, за разлика да речеме од турците кои што ни се речиси соседи, па имаат поголеми познавања за она што се случувало на овие простори во минатото. Каде ги водите нив? Што треба да видат? Дали повеќе ги интересира она старото или она што е сега ново, новите споменици, новите градби, или пак повеќе сакаат да видат, не знам, Капанан, Даут Пашинама, Мустафа Пашина џамија? Во последниве 2-3 години некако повеќе ми зачестија такви групи од Хонг Конг, од Кореја, од Јапонија. Да, се работи за цивилизации кои навистина многу малку имале допир со нашата култура и со нашата историја и треба да се почне од почеток. Многу интересно кога ќе влезам во нека оригинална византиска црква и нели почувам од нултата година од нашата ера. Да објаснам, не дека се толку неедуцирани, но нели сепак и тие си имаат некоја своја културна историја на која што повеќе посветиле внимание. Кога работам со туристички агенции, а тоа најчесто го правам, бидејќи така е најбезбедно и така треба да функционира всушност туризмот во една држава, јас добивам однапред итинерар, кој што да кажеме, скоро за секој град веќе се знае. Во Скопје тој почува од Скопското кале,
потоа Мустафа Пашина џамија, црквата Свети Спас, спомениците во, јас тоа го нарекувам историски дел на градот или старата Скопска чаршија, потоа еврејско мало кој што е сега плоштадот Карпош, Камениот мост, плоштадот Мајка Тереза и евентуално завршуваат до музеот на град Скопје или почнуваат во обратна насока. Кога е летно време сите туристички луѓе практикуваат да почнат од Скопско Кали, дојќи е полесно, одзгоре да се симнува надол. Сега тука има и старо и ново. Затоа велам најдобро да се почне од Скопското Кале, каде што самиот локалитет ја раскажува историјата на градот и на државата и полека да се симнува надолу, но мора на туристите сепак да им се дадат некакви културно-историски рамки во кои што тие би се движеле, бидејќи навистина имаме од преисторијата па се до новиот век, посебно да кажеме во Скопје, тоа е и во Охрид, и во Битола, и во другите градови. Перцепцијата на туристите е многу различна. Ако сакате да ме прашате дали повеќе им се допаѓа старото и новото, зависи кој од каде доаѓа, какво му е социјалното, културното, економското ниво, колку многу знаење поседува, завршил, не завршил факултет, колку многу се интересирал за нашата историја пред да дојде да ја посети. Меѓутоа, од моето лично искуство можам да кажам дека секогаш кога сум ја завршувала турата кај меморијалната куќа на Мајка Тереза, луѓето се враќале во старата Скопска чаршија. Затоа што просто тоа е најубавиот, најавтентичниот амбиент во Скопје, си ја раскажува својата историја, дури и без зборови, тоа се оригинални споменици, во кои што човек може да се напие, не знам, или тоа се популарно се наречено македонско кафе, да. Нели, или турски чај, или да јаде некој од колачите во сладкарниците, кои ги нема во другиот дел на градот, сепак е амбиентот автентичен. И јас каде да сум одела во Европа и по светот, стариот дел или историскиот дел на градот, кој кај нас е старата Скопска чаршија во Охрид, или исто историскиот дел на градот, Битола си го има Тумбе кафе и сите останати споменици. Значи тоа е најпосетениот дел од градот. Тоа е она кој што го сака туристите. Кои се оние, можеби неочекувани или најинтересни прашања што ви ги поставиле странците, што не сте очекувале дека ќе ви ги постават? Имаше пред 2 или 3 години, давав исто изјави за медиуми, дали Наполеон поминал низ Македонија. Значи, обично прашањата на луѓето кои се повеќе едуцирани се провокативни и се политички, така да еден туристички водич не треба само да ја познава историјата во генерални рамки, туку треба да биде добар географ, добар биолог, добар политичар, медијатор, бидејќи најпровокативните прашања се секако од типот на тоа, па колку ви имате врска со Александар Македонски, па нели колку го почитувате, па што имате од тој период пронајдено, па каде може да се купат, да се видат тие артефакти, да се прочитат тие статии и така нат. Така човек мора да биде многу добар комуниколог за да се справи со сите тие прашања. Сега јас сум си нашла еден начин, а тоа е дека кога сум туристички водич, се абстрахирам од тоа да бидам археолог. Едноставно се посветувам на промоцијата и на она што го гледам пред себе, да го раскажам тоа што го гледам. Бидејќи за науката и за археологијата користам нели некакви други амбиенти, како научни конференции, дебати, диалози и така. И се случило ли некогаш да водите ваша тура и да сретнете група туристи кои што воопшто немаат македонски водич, кои што можеби имаат водич кој ги извртува фактите, раскажува невистини за она што е на самата локација? Како реагирате во таква ситуација? Па вака, понекогаш ми се случува да отидам до другата група и да прашам дали водичот има лиценца, бидејќи се знае во светот дека вие морате да имате лиценца за домашен туристички водич како би можеле да водите една група. Многу често реагирам во медиумите и во пишаните медиуми, и во електронските, и на телевизија. Сум реагирала и на вашата телевизија. Дошле да снимаат на плоштад со мене, например, некаква изјава или некакво интервју и имаме начекано корејска група без водич. И едноставно, нели, во наводници ќе кажам, другите туристички водичи се прават луди, меѓутоа мислам дека најлуди од сите се прават водичите или турлидерите на групите кои доаѓаат од Турција, иако многу добро знаат дека треба да имаат покрај себе лиценциран туристички водич. Мислам дека од сите туристички групи кои доаѓаат во Македонија, тие се најбезобразните, бидејќи се чувствуваат како дома, знаат се што има и воопшто не ги користат услугите на туристичките водичи, на туристичките агенции. Повторно ќе кажам, многу сум реагирала, да, некои работи малку се поправени, да кажеме, ама има само една особа
во град Скопје, која што има таква некоја лиценција или задолжение за туристичка полиција. Но од моје лично искуство таа повеќе внимава на домашните туристички водичи отколку на странските групи, иако ниту еден домашен туристички водич не би бил луд без клучен договор со агенција и без лиценца која што му виси да биде видлива да излезе со група да ја води. Треба да се реагира, малку е оваа реакција. Знам дека е тој процес кој што трае. Ние како туристичка дестинација се отворивме некаде кон светот на 2007-2008 година. Треба време, малку е. Значи целиот тој менаџмент и целата таа перцепција да се смени, но се надевам дека ќе биде подобро. Како доаѓаат поголем број туристи, така и се стануваме свесни за проблемите и за потребата на подобра организација. Јас ви благодарам што издвоивте време да бидете наша гостинка. Така и јас ви благодарам на вас, само би додала дека Хајмус како организација во соработка со туристичките агенции доста често прави вакви тури. Обично е за денот на музеите, но може да се случи и вон, тоа е 18 мај, но и вон тој термин. Едноставно нека не пратат, најчесто не пратат на Facebook, на нашиот профил или на сајтот, ние ги објавуваме сите овие тури. Така да оно кое што ја можам да го најавам е дека ќе правиме тура низ отоманското наследство на Скопје, веројатно до крајот на годината, се надевам, повторно зависи се од организација и од менеджмент, бидејќи тоа е една од најпосетените и најпосакуваните тури кои што јас ги правам, затоа што дури домашните граѓани не се запознаени со културно-историското наследство кое што го имам. Така, вреди да сте види да се знаеме што имам. Благодарам што. Ви благодарам и на вас. Одиме понатаму, време е за малку реклами. Джесур Гочер